Добивајте ја информацијата во движење. Заследете ја нашата официјална Facebook страна. КТВ, ваша телевизија. Во вторникот имало средба министерот со подсекторските групи, а во тие подсекторски групи се влезени сите винари, затоа што од секоја винарија имало по еден во подсекторската група. И сега тие пари што беа одобрени, околу 4 милиона, да не поделат нас на лозарите, сега фактички тука добиваат и винариите и фактички од тие 4 милиона, 2 милиона наши ни паднат и затоа министерот сега, прошлиот пат кога бевме на први, кажа дека од 15 до 16 илјади ќе биде интервентна мерка за пламеницата и има можност да се покаче. А сега направиле промени без наше присуство, пошто не бевме ние како здружение поканети и без наше присуство сега направиле промена да биде пак по-старо тоа што беше донесено пред месец-два, да биде 12.000 денари под хектар за болеста пламеница и да биде 1 денар како интервентна мерка за продадено гројзе во винарија или во откупен пункт. Ама ние не слагаме, затоа што нашите барања беа многу повеќе. Зошто ли? Затоа што сега, еве тие 12.000 денари од хектар, ќе правиме, ќе кажеме сега, на 1 декар колку е. Над 1 хектар, право субвенциите од 48.000 денари, владата ги намали министерството. Со присуство на министерот, каже он, јас ви ја дадов таа мерка и јас ви ја укинав. Од 48.000 по хектар, сега е намалена на 40.000. Од тие 40.000, значи, нас на 1 декар ни кине он 800 денари, а ни дава 1200 денари. И што би добили ние како лозари? Плюс оваа година бербата беше катастрофална. Некој почнуваше од нула, некој не набра ни килограм, некој набра 200 килограма, некој 300 килограма. И сега фактички некој 500 килограма. Фактички сега со оваа мерка се прави некако неизначено за тоа што некој не може да земе со 400-500 денари ќе остане, а овие што се, например, со динар, таа мерка е мала, али ќе кажеме, пошто секоја пара е добре дојде што ќе дадат. Таа, значи, 1200, ако биде споена, ако не се попишмане министерот, ако биде споена со денарот, таа излева, значи, отприлика околу 2 денари, али таа е мала, ние бареме најмалку да биде од 3 до 4 денара. А оваа интервентната мерка што е за пламеница, таа да биде најмалку до 3000 денари. Така да биде некоја равнотежа во помошта. Министерот цитира понекогу како и досега. Министерот си е како, не знам како да кажам, водарината ја покача 4600, намалија. Субвенциите за кој продал гројзе во винарија или не продал 1200, па пупуне важе, по наше барање пака вратиме. И така да 40.000 сега бараме најмалку и плюс 40.000 денари од хектар до 3 хектара до 5 хектара, таа да министерот да ја врати по-старо. Ако не се сложат, ние со согласност од лозарите, ако има согласност од лозарите, ќе излеземе протест. Ако не, тоа и така ќе се остане, пошто они се терат по нивно. И сега под 2. Донесен е закон за вино. А ние баравме да не биде тој да се знае до јули месец производната цена колку кошта за 1 килограм гројзе, произведено килограм гројзе и за 25 плюс 25% на таа цена да има на производната цена. Али ние баравме замена, не да биде закон за вино, него закон треба да биде за лозарство. Зошто ли? Затоа што уште во пред Свети Трифон треба ние да се собериме лозари и винари. Прво да имаме договори обврзувачки за двете страни. Да знаеме ние уште пред Свети Трифон, пред кроењето, да знаеме ние по која цена планират винарите да го откупат гројзето, по која шеќерност, кога ќе го исплаќат. А овака сега ние, кога по овој закон што е за вино,
Тие за нас е неприфатливи, затоа што во јули месец ќе се роди гројдето. И винарите после си играат како лани. Лани како направија? Лани производната цена беше 14, требаше да се откупува гројдето плюс 25%, 17 денари и 20 пари, а на крајот гројдето се откупуваше по 13 денара, некој 15, смедревката по 10,5 и така да нема крај. И затоа тој закон за вино за нас е неприфатлив. И плюс министрот кажа дека исплата на субвенциите пред време. 100 пати му апелираме. Пред време дека ќе ги исплател 30% за пред нова година, другите за пред Свети Трифон. Што има разлика тоа еден месец? Пред време они и јас 100 пати го барам тоа. Терко треба да го земат од Словенија. Пред време се знае кога се дава. Се дава кога почнуваш со работа на лозарите, на овощарите, кога почнуваш со кроењето во февруар-март, тоа е пред време да ти дава 30% и на крајот треба во ноември, декември, кога завршува работната сезона, тогаш тековно до крајот на годината да ти исплатат.